Почитувани пријатели, сега го повикувам кандидатот за пратеник од изборната единица 4 на коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ, господинот Славе Гошев. Почитувани членови и симпатизери на ВМРО-ДПМНЕ, струмичанки и струмичани, браќа и сестри. Бескрајно е чувството на радост да се биде вечерва со вас на ова место. Но и бескрајна е одговорноста за секој кажан збор или дадено ветување. Но во политичката историја на Македонија никогаш не било случај да се вети нешто што може да се исполни. Може да се исполни затоа што секое дадено ветување се темели на проекти кои се зададени со рокови за нивна реализација. Почитувани, Манифестот за обнова и развој е единствена политичка програма која е изработена врз основа на анализа за тоа што му е најпотребно на едно место, еден град или една општина. Така и со нашиот град и нашата општина и целиот регион на Струмица. ВМРО-ДПМНЕ во Манифестот за обнова и развој предвидува проекти кои Струмица ја поставуваат на мапата на регионален лидер во инфраструктурата, земјоделието и културата. Проекти кои се основа за развој на убавата Струмица. Но за да се стигне до таа Струмица, потребно е да се изгради пат. За таа цел го реконструираме патот до Еран Струмица, кој од далечните 70-ти години на минатиот век, кога е граден, струмичките социјалдемократи не ставиле ни 1 метар асфалт. Тие ни забележуваат и за изградбата на магистралниот пат Струмица-Радовиш. Но ние никогаш не влегуваме во дуели со нив, затоа што сме зафатени со изградба на магистрала која е трасирана за време на Втората светска војна, а 30 социјалистички и 3 бранковистички влади не успееле да подместат ниту една коцка. Но не застануваме тука. Развојот на Струмица продолжува, па таа магистрала ќе прерасне во експресен пат Струмица-Штип. Ете така се разубавува Струмица, со проекти кои се основа за развојот на нашата убава Струмица. Но реформите продолжуваат, а развојот на Струмица како градинарски центар на Балканот останува најголем приоритет на нашата партија. За таа цел, во Манифестот предвидовме проект за изградба на систем за наводнување на Маркова река. Проект со кој трајно се решава проблемот околу наводнувањето на плодното Куклишко поле. Ете така се разубавува Струмица, со проекти од кои директен бенефит ќе има секој индивидуален земјоделец. Затоа што ВМРО-ДПМНЕ е народна партија која знае што му е потребно на народот. Драги струмичани, Струмица не е само трговски и земјоделски центар, туку и духовна раскрстица. Раскрстица во која освен политички доживеани се и многу културни подеми и падови. Еден од големите културни падови на Струмица е и опожарувањето и растурањето на гордоста на овој град, стариот Струмички театар. Нема да кажувам колку социјалистички и колку бранковистички влади ветувале дека ќе го реконструираат стариот Струмички театар. Нема да кажувам затоа што нивните вестувања останаа само нивните неисполнети лаги. Граѓаните знаат, Општинскиот комитет и пратениците на ВМРО-ДПМНЕ минатото лето од Цареви кули вети дека Струмичкиот културен бисер, стариот Струмички театар, наскоро ќе биде обновен и реконструиран во неговиот автентичен сјај. Ветуваме и реализираме. Деновиве започна археолошките истражувања и подготовката на идејниот проект.
со манифестот за реформи и развој. Обезбедени се средства со кои од следната година ќе започнат и градежните активности. Со овој проект Струмица повторно ќе се врати изгубената гордост на културен центар на југоистокот од Македонија. Онака како што на овие избори повторно ќе ја добиеме вашата доверба, затоа што Струмица е ВМРО-ски град, а ВМРО ДПМН знае што и треба на Струмица. Затоа што ВМРО ДПМН знае како се разубавува Струмица. Струмица се разубавува со проекти кои се основа за економскиот, социјалниот и културниот развој. Затоа ве повикувам на 5 јуни, заедно да кажеме едно големо да за поубава Струмица, да за поубава Македонија, да за манифестот и развој. Да живее ВМРО ДПМН, да живее Струмица!